драги мои, добро ми дојдовте и денеска. Денеска ќе зборуваме за танцувањето. Една од работите кои што ги сакам најмногу на светот и кои што мене низ животот многу ми го имаат сменето животот. Секој од нас знае за танцувањето и од најмалино започнуваме да танцуваме, но за разлика од тоа што го правеле луѓето наназад, нели, традиционално, ние сега малце поинаку се однесуваме со танцувањето. Традиционално знаеме дека откако постои човекот, танцувањето постоело, луѓето заедно танцувале околу оган, понатаму, нели, и сега на сите забави, на сите свадби, на сите веселби, танцувањето е присутно. Но бидејќи ние и така веќе не веруваме толку многу во традиционалните работи и од она што традиционално треба да го правиме, сме решиле, нели, во ова изминато време дека ќе ги тестираме сите работи кои што нашите предци ги правеле, за да провериме дали навистина тие се добри или па не треба веќе да ги правиме. Така да науката решила дека да, ајде ќе видиме и ќе истражиме колку навистина танцувањето е позитивно за човекот, колку има позитивни аспекти. И за среќа и науката може да ни каже дека танцувањето вистински е една од најубавите активности кои што можеме да ги правиме како луѓе. Сето оно што можеме да го добиеме како помош за менталното, за физичкото здравје, за хемијата во нашето тело, кое што може само да биде позитивно со танцувањето. Децата и танцувањето за кој што ќе зборуваме денеска, кој што се една од најубавите работи кои што можеме да им ги дадеме на нашите деца и да ги поттикнеме да танцуваат во секојдневно, ако не друго. Денеска, значи, мојата гостинка е тука и работи цел живот, барам јас како што знам, со танцување. Денеска е таа тука бидејќи исто така работи со деца со попреченост, кои што танцуваат. Ви ја представувам Сара Кочан. Добре ми дојде. Здраво, Ира, добро ве најдов сите. Се надевам дека денеска ќе успееме да споделиме дел од моето искуство околу танцувањето, дека ќе успееме да допреме до луѓето, дека ќе успеам на убав начин да споделам и да одговорам на сето тоа што сега го кажа во оваа прекрасна најава. Благодарам. Фала ти, Сончка. Прво ќе ни кажеш, најосновните работи за тебе кои што сакаш да ги споделиш, кои што во животот ти се убави, за тебе лично, како ти си почнала да танцуваш, кога си почнала да танцуваш и како продолжи да бидеш и тренер и да учиш други да танцуваат? Бидејќи текот на разговорот денес ќе биде да стигнеме до нели тие групи на лица со попреченост, исто каде што кои што се одвиваат кај нас во студио и како започна таа приказна. Тоа што сега ќе нели одлучувам и тоа што сакам да го споделам со гледачите на Ира Инспирира е почетоците мои, идејата, таа инспирација од каде и зашто да биде таа група, нели, танцовиот клуб и тоа што јас сум. Од семејство од родители од мешан брак, татко албанец, мајка македонка, брат и сестра, пораснавме во едно такво тешко обкружување, општеството не ги прифаќаше нели тие норми како нормални на времето и сите тие конфликти, нели, оваа страна те прифаќа, таа не те прифаќа, па сета таа борба во текот на животот и на растењето и тие најважните години на раст и развој, каде што се соочуваш со дискриминација, се соочуваш со булинг, заради нешто кое што не го одбираш едноставно, нели? Заради нешто кое што тебе ти е нормално, тебе ти е секојдневие и тебе ти е најубаво, затоа што тоа се твоите родители, ти си ги сакаш најмногу на свет. И понатаму се запознавам, нели, со Нермин, мојот сопруг, кој што е босанец од Босна. Да биде уште поизмешано. И тука разбирам дека воопшто не е важно кои сме, што сме, од каде доаѓаме, како сме. И мислам дека доаѓањето на Нермин во мојот живот така ги
ги спои сите коцки за на моите деца да им биде животот многу поубав, нели, кога ќе добиам дете. Се навраќаме во моето детство, тренирав карате. Моите родители беа многу посветени, не носеа на разноразни активности, како и секој родител, нели, за своето дете. Првите почетоците беа со карате на многу години, така да не танцувам од мала. Почнав да танцувам подоцна во тинејџерските години. И едноставно, јас се заљубив во тоа. Значи, кога ќе влезеш во сала и кога ќе видиш, кога ќе пробаш, си викаш, окей, ова е тоа што јас сакам да го правам. Нермине Танчер дојде тука за танцот Звездите и одлучивме да остане, затоа што му помина нели проектот и требаше да се замина. И одлучивме дека он ќе остане, што на приказната љубов на прв поглед постои, вистина. Се случи. И така одлучи он да остане, одлучивме да отвориме танцово студио заедно во 2013. И да го направиме тоа што го сакаме најмногу на свет, да не биде професија. Значи, така почна мојата приказна со танцувањето. Не со танцувањето, туку со споделување на тоа што го знам. Нели, тие сите години тоа што било некогаш хоби, некогаш голема љубов и голема пасија, така одлучивме да го претвориме во нешто од кое што ние ќе може да живееме и да ја шириме таа приказна. Да, тоа и од толку многу работа се. Јас одамна ве познавам. Кога ќе се спои убавото нешто сакаме да го правиме, во кое што уживаме, и ако му дадеме доволно внимание, може да прерасне во нешто преубаво, како што е кај вас во студиово, нели? Нешто што толку многу успеси, каде што не знам колку деца имаат поминато низ вашите врати, влези, излези, научиле да танцуваат, и се уште останале или понатаму отишле во животот, така да ова е прекрасна приказна за да видат луѓето дека нели кога се работи она што се сака, дека може да биде многу успешно. Не останува тоа сакам да танцувам, па ништо од тоа. Биде нели стави го на страна. Многу малку луѓе треба да се поврзат работите кои што се сакат. Јас имам завршен економски факултет, бизнес администрација, претходно работев нели додека тренирав танцување, си работев во финанси. И сето тоа знаење дојде многу природно да го вметнам во сопствен бизнес. Значи, мене многу ми помогна да можам да го развијам тој бизнес понатаму. Сепак тоа е приватен, фамилиарен бизнес веќе сега. И сите тие знаења, сите тие вештини кои што ние ги стекнуваме во текот на годините, ништо не може да остане џабе. Јасно. Дека ете, отидов, изгубив јас 2-3, не, воопшто. Значи, тоа карате, јас што сум го тренирала, каратето ми дало дисциплина на телото, дисциплина на умот, да јас бидам истрајна во работите кои што ги правам. Че секоја работа, сите тие деца кои што сега ги спомна, кои што поминале во клубот, во било која форма, дали тренирале подолго, помалку, дали се надпреварувале или само рекреативно доаѓале, дали само доаѓале во придружба на своите родители. Значи, секој еден момент што го поминуваш некаде, што вложуваш енергија и вложуваш време во тоа, ти развива вештини кои што понатаму во животот ќе ти се најдат кога најмалку очекуваш. Че самите конекции кои што се случуваат во мозокот со танцувањето, самите патишта нови кои што се случуваат. Значи, некогаш некаде ќе ти се најде, па макар и на свадба, ќе ти се најде. На свадба, многу ќе ти се најде на свадба со оглед на тоа колку е важно на свадба одма да станеш и да играш, да покажеш. Некогаш ќе се најде. Танцот има многу повеќе бенефити само да знаеш да танцуваш. Знаењето и учењето на вештината, знам да танцувам, е само еден сегмент, еден дел од тоа. Така.
Кажи ми, од кога постои инклузивната група во твојот Од самиот почеток, Од самиот почеток. Да, како што реков, кога се запознавме со Нермин, сето тоа се спои, целата таа приказна се доби смисол. И 2013 септември го отворивме клубот и рековме дека сакаме да правиме нешто добро, да вратиме на општеството, да направиме нешто за општеството и да направиме еден меур, едно место каде што секој ќе биде свој. Нели сите тие удари, Нермин е од Сараево, Да. дете од војната, и он имал многу удари во животот и потешкоти, трауми, да речеме. Да. Мислам, тие трауми се во секојдневието се случуваат на луѓето. Точно, точно. Многу е интересно што луѓето мислат голема травма. Не, травма е травма, тоа е мало ударче, мала мудринка тука која ќе се... И тоа е травма. Исто као големата мудрица на око, што можеби некој има, Да. и таа малата е травма. И таа малата може да направи многу поголема штета некогаш внатрешно, отколку оваа големата тука, ја гледаме, ама поминува. И сега тие микротрауми кои што сме ги доживеале сите, и сакавме да направиме едно место каде што сите ќе се чувствуваат свој. Во тоа време имавме многу пријатели кои што, мислам, се дружевме со луѓе, се уште се дружиме, кои што се од ЛГБТ заедницата, луѓе кои што се од други националности, малцинствата, луѓе кои што социјално загрозени и луѓе кои што јас ги познавам и се со попреченост. Јас пораснав со, секогаш ги спомнувам, со фамилија Матовски, со Марија сме другарки од прво оделение и пораснав со Цако. Цако е со Даун синдром. И со Нерми разговаравме што може да направиме, не знаеме, ние немаме знаење за тоа, не сме завршиле факултети или обуки за да работиме сега со некоја група, што можеме да направиме ние. И случајно се возевме, ги видовме нив, здраво дечки, како најнормално, најприродно. И тука се викаме, добро, дај да пробаме да направиме со нив. Пошто знаев дека имаат здруженија кај што се собираат и имаат активности свој, договоривме состанок. Јас со голема трема отидов на тој состанок, знам, затоа што не знаев што да им кажам, не знаев што да им презентирам во Трисомија 21 тогаш. Имаше 20 лица со попреченост и повеќе сигурно. Да. И нивните мајки, и кој им кажале, ке дојде Сара, отворила клуб, сака нешто да ви каже, клубот беше отворен во септември. Аха. Значи, ова е во октомври разговор. Ти си знаела што сакаш, од прилика. Јас знаев дека сакам клуб каде што сите ќе се чувствуваат своји, каде што ќе бидат сите добре дојдени. Меѓутоа, знаев дека сакам нешто поголемо, буквално сите да се чувствуваат своји. И не знам, така дојде многу спонтано, многу природно дојде тоа, или можеби е нешто што тлеело со годините во позадина, па во тој момент кога мене ми се пружила прилика да јас можам да вратам назад на сите, пошто секојаш имало прифаќаност, имало тие некои светли моменти, светли луѓе кои што со кои што сум се дружала, кои што нели те не зборувам сега врз основ на мојата позадина или не, туку генерално какви сме како карактери, и убаво ти е кога ќе најдеш пријател кој што те прифаќа таков каков што си. Нели сите тие моменти тоа довеле до тој еден момент каде што јас сега можам да вратам на луѓето назад. И така почна, отидов на тој состанок, да се навратам, што не можеме да си зборуваме нели, да не забегуваме од темава. И јас не знаев што да им кажам. Сведок ми се сите тие мајки ден денес кога доаѓаат во клубот, голем дел од нив, јас им реков, јас не знам што ќе правам. Јас само сакам да им држам час по танцување. Јас го сакам многу танцот, јас уживам во тоа што го правам, сакам да го споделам со другите. Тоа што го знам, сакам да го споделам, меѓутоа во овој случај ова не го знам. Не знам што ќе правиме, ќе пробаме да танцуваме, да си поминеме убаво. Ајде направиме час-два.
Значи така беше приказната 1 час, 2, чисто они да се размрдаат, ние да видиме нешто поинакво. Никогаш не беше тоа со идеја дека ќе дојде тука докај што ќе дојде на дојдеме работата. каде што сме и дојдоа на час. Они не знаат што прават. Јас не знам што правам. Тогаш бев со колега еден мој Ванчо Ангелевски. Со него почнавме и со Нирмин исто. И дојдоа 30 деца на тие првите часови. Со Даунов синдром. 25, 30. Голема група. И така пробавме некои работи. Сега во групата какви деца има? Значи сега во твојата група има и други попречености, например, Сега во таа во инклузивната група има лица со Даунов синдром, има гранични случаи на лица со интелектуална попреченост и па да, така. Меѓутоа во самите групи во клубот низ годините сме имале нели аутистични деца во редовните групи. Значи ние никогаш не велиме дека не може некој дете да вежба. И во редовна група или па таму каде што има капацитет? Согласно на возраст. Да, Значи ако да. дојде детенце од 7-8 години, ќе си оди во група на деца со 7-8 години. Инклузивната група не се возрастни луѓе. Да. Меѓутоа, они танцуваат заедно со нашата прва постава на младенци, тоа се танчери од над 16 години. Они танцуваат заедно со нив. Тоа се лица со типичен развој. Да. Они играат заедно. Сега земајќи го во предвид во тоа дека колку долго време ги следиш овие луѓе од самиот почеток кога ти самата не знаеш што треба да очекуваш или што треба да видиш од тоа што треба да се случи, нели? Јас исто работам зумба со децата со попреченост во дневните центри, воопшто исто, значи јас обожавам да танцувам зумбата, мене мислам дека ми извади од еден аспект кога јас имав потешкоти здравствени, дека тоа беше нешто што ми извади. И ми сам предизвика да се чувствувам и убаво и добро со себе и повторно да сакам да понатаму во животот. И јас на некои забави кои што сме ги организирале нели новогодишни така натаму, па као ајде ќе пробаме, знаеш, ќе поиграме. Иако децата не знаат, не ја знаат кореографијата или нешто, значи јас знам за со моето дете како полека и едноставно да го адаптирам, како да го прифатат, да првите неколку пати кога се обидов да нели да танцуваме на некои од настаните, значи кога видов дека сите се обидуваат да се вклучат и дека веќе после вториот рефрен почнуваат и да ги фаќаат нели чекорите или било што, само рака да крене на нели во правецот каде што сите креваат, мене ми беше како вау, значи јас не очекував дека некако да сите подсвесно, па овие деца не можат, па немаат капацитет, па треба кој знае колку многу ти да се трудиш и да направиш за да децава нешто разберат или сватат. Така да мене ме затекна тоа многу позитивно, да после тоа почнав да го правам и редовно, нели кога имаше други некои часови кои што ги држев. И сега јас ја гледам убавината во сето тоа, ја гледам разликата нели во други активности што ги правиме и танцувањето. И како они се однесуваат многу поинаку, нели, од една активност во друга. Да речем танцувањето таа друга. Кажи ми ти сега твоето искуство. Што од сите овие научни истражувања кои што знам дека ги читаш затоа што и ти сега правиш, нели, магистратура или така натаму, нешто што е поврзано директно со лицата со попреченост и добробитот на танцувањето. Сето она што науката вели дека е позитивно. Нели, дека менталното, физичкото здравје, да речам, вака најглобално да ги земеме, се подобруваат. Начинот на координација во просторот, комуникација, социјална интеракција, сето оно што може би се мачат родителите некако поинаку и со туркање да го направат, со танцувањето доаѓа многу полесно и многу поедноставно. Кој е твоето искуство и сега од оваа перспектива што имаш ти да им препорачаш еве на родителите и воопшто да ни го кажеш некој што цело време го гледа и му се случуваат сите тие промени? Сите тие научни истражувања, сите овие работи сега ти што ги кажа, сите работи ја што сум ги видела и прочитала, бидејќи сум во тек на пишување на истражување, магистарски труд за бенефитите на долгорочното танцување кај младите. Јас би одвоила една работа што е најважна
самодовербата и како себе си се гледаме. Тоа се менува со танцувањето. Бидејќи на крајот на денот, како ние себе си, self-image, како себе си се гледаш ти, тоа е тоа што е важно, затоа што можеш да се градиш, да вежбаш, да учиш, да истражуваш, нели, од најмали од тие првите години родителите ги буткаат децата на една друга активност, нели, за да се изгради една индивидуа, една персона која што ќе се гледа себе си позитивно, убаво, која што понатаму ќе дојде до стадиум да треба и она да изгради здрави, прави индивидуи кои што ќе може, нели, да продолжат со нели, тој пат, таа мајка природа. Значи, самиот тој момент, ние дека се чувствуваме добро од самите племења, нели, кога почнало танцот, се користел за да се поврзат луѓето, за да се изразат себе си на едно повисоко ниво. Сите они имале говор ваков или таков, нели. Меѓутоа се користело како една алатка за да се изразат себе си таму каде што зборовите немаат моќ. Каде што не се доволни. Каде што зборовите не се доволни. Значи, се поврзуваш на едно подруго ниво, на едно енергетско ниво со луѓето околу тебе. Сега, зборуваме за група на деца, кои што се, да речеме, во предпубертетска возраст. 9-10 години, секакви транзиции во телото, психофизички, почнуваат да сознаваат работи за светот кои што им се тешки да ги разберат. Нели? Им треба некој издувен вентил каде што они ке може да се изразат, меѓутоа каде што сите сме исти. Сите се изразуваме на ист начин. Сите сме тука, исто како огнот, племето. Тука сме, сите сме тука, ние. Тоа што она што е најважно е да знаеш дека никогаш не си сам. Секогаш имаш некој кој што е тука со тебе, кој што ти е поддршка. Танцот го дава тоа на децата. Поред психофизичкиот развој, нели, кој што помага за правилен раст и развој на целото тело, цела мускулатура, ние се фокусираме многу на нрбетот, на кичмите, затоа што нели сега тоа е најчесто да не би сакала сега да кажам бројка, затоа што имаше некои истражување што го читав неодамна, меѓутоа поразен беше бројот, да не сгрешам, да не го измешам, поразен беше бројот колку деца процентуално имаат проблеми било какви со рбетниот столб, дали тоа било сколиоза, кифоза, лордоза, меѓутоа не само тоа. Стапала, затворени колена, карлица, значи секакви проблеми кои што настануваат од недостаток на физичка активност. Да. Нели, ние се секогаш, во мое време, меѓутоа, валјда сме последните генерации што го фатија тоа играњето на улица, меѓутоа, да, стварно беше друго време. Каде што бевме ние на улица, каде што ти играш, се качуваш на дрво, сега родителите се прават, мислам, честни исклучоци, не сакам да генерализирам, меѓутоа се правиме да ги заштитиме децата да не се повредат, да не падне од дрво. А во суштина... Значи, се правиш за да не ти се качи. А во суштина му ја попречуваш природниот инстинкт за развој на тоа дете. Така, да. Самото качување на дрво се истегнуваат тие мускули кои што треба, меѓутоа немаме проблем потоа да ги однесеме на физикална терапија каде што ќе они на шипка ќе стојат обесени надоле само за да им се истигнат тие. Значи, не сакам повторно да генерализирам, меѓутоа се почесто и почесто го гледам бидејќи многу деца поминуваат каде што самите ортопеди сега ги праќаат децата кај нас за да може да имаат такви истегнувања. Тоа не е доволно со 2, со 3, со 4 часа во неделата ние да го постигнеме тоа кое што нели некогаш може да постане секојдневното играње надвор, ако не друго. Значи еволуцијата си е таа, нели, надвор, играње, качување, бесење, скокање, па колку пати се случило ке прескокнеш од 2 метри ограда, во песок сме скока. Нели, значи сите тие работи ние правиме како родители, мислам, ја почнувам од себе си како родител на 3 деца. Се правам, детето скока на кревет и тоа му е потребно.
Значи му треба за неговото тело, нели, за самите мускули потребно е на телото, меѓутоа потребно и на самиот мозок му е потребно таа активност и таа тој момент на адреналин кој што после тоа ќе се направи позитивен или негативен. Моментот кога ние тој адреналин на децата им го стопираме, тоа се претвара во кортизол веќе и тој хормон. Значи сите тие процеси што се случуваат кај децата со танцот му правиме како мал реверс, го враќаме назад. Значи дозволено има да танцуваат, дозволено има да се изразат. И они се чувствуваат добро. Се дружат, социализацијата, нели, да, они одат во училиште, се дружат, меѓутоа се во училиште, да речем, од 7:30, 8 до 1, 2, 3 целодневна. Или втора смена, завршуваат со школа, се собираат и одат дома. Во школски, ако останат 15-20 минути, пола час, колку ќе им се дозволи, меѓутоа се е тоа така структурирано. Ова е неформално, каде што они доаѓаат и се ослободуваат, имаат такво едно чувство на ослободување. Така сега тука ќе играме. Во паралелно со тоа, со танцувањето и со сите овие бенефити, они и треба да ги поврзат чекорите со музиката. Нешто што го нема во другите спортови. Сепак танцот е некоја мешавина, убава симбиоза на уметност и на спорт. Затоа што е многу тешко. Че воопшто не е лесно. Ти да можеш структурирано да танцуваш, не е лесно. Додатно на тоа треба танцот да го споиш со музиката. Чекорите со музиката. Значи, моторичките вештини, фината моторика, грубата моторика кај помалите деца. Нели затоа што кај помали деца тие вежби се скокање. Меѓутоа се развиваат на едно друго ниво. Тоа што ти броиш, еве да речеме латино танци ако ги земеме, ти треба да ја слушаш музиката. Тоа е ментална ритмика. Ти ја слушаш музиката. Воедно додека слушаш, треба да броиш позадински, нели, затоа што ритамот ча-ча-ча е 1, 2, 3, 4, ти сега треба да препознаеш каде е 1, каде е 4, за 4-1 да го броиш као ча-ча-ча, да го поделиш на 3. Значи, и тоа децата на 6-7 годишна возраст го прават. Без никаков проблем, затоа што не им е наметнато, слушај сега, ти треба тоа да го... Значи, не им го комплицираш. Се додека не го комплицираш, детето кога сака нешто да прави, си го прави. Затоа што нема некои норми кои што сега такат. Мислам, ме разбирате валјда што сакам да кажам. Така да додека го брои, додека треба да го свати, треба и да го игра. Меѓутоа треба да го игра со раце и со ноза. При тоа танцот е уметност и треба да раскажеш приказна. Значи ти треба и да направиш додека сите овие работи, треба да ги склопиш во глава, во тело, треба и да постигнеш да направиш конекција со твојата публика. Конекција сам со себе си за да се да можеш да се изразиш тоа што сакаш да го кажеш, да го изразиш, меѓутоа и да добиеш фидбек од публиката и од околина. Таа публика може да бидеш и сами од себе си предогледала. Може да бидат твоите родители дома, може да бидат твоите тренери, може да биде на надпревар, може да биде на представа. Значи, меѓутоа многу фактори, многу работи се случуваат во тоа танцување и самиот момент кога ќе видиш па едно дете од 6-7 години дека сето тоа го прави, треба да на родителите да им стане јасно дека многу процеси позадински се случуваат во мозокот, во компјутерот. Многу табови има отворени кои што треба да работат сите заедно за сето тоа да изгледа така како што изгледа. Без разлика колку е добро. Не зборуваме сега на квалитет. Дали било Тоа исто, не тоа е е една приказна колку е добро или лошо. Танцувањето е танцување и мислам сега и во нашиот јазик играње кое што се нели го користиме исто и за танцувањето. Нели ќе одиме да играме, може да биде и да танцуваме и да си играме воопшто, што уште додава, како да речем, уште малце повеќе тежина на целата таа приказна, бидејќи децата само кога играат може да се развиваат убаво. Ако нели се прави тоа со стрес, со притисок, тогаш мозокот
се откажува од одредени работи и вели да ја тука ќе го направам сето тоа што се бара од мене, ќе стегнам заби, ама нема да се случуваат убавите работи, нели, во мозокот, нема развојот да оди во тој правец. Така да играњето мене лично ми е едно од нештата кои што ги ценам, нели, и се уште играм. Јас се уште играм со моите деца, не само да танцувам, туку и играм. Кога ќе падне снег, јас сум првата која што чека да се слизне. Комшиките, до кога комшике ти така? Додека ме држи телото, веројатно. Јас да, мојата мерка за како човек, како човечко битие, дали можам и оваа година да се качам на дрво, на некој така посериозно дрво. Сега, нели, ќе речеме, колку треба да бидеш здрав или издржлив, а ако бидам јас сепак, јас имам 3 деца, ќерка ми 11 години, уште во период каде што знаеме да си играме, нели, на такви некои работи, така да играњето има еден посебен дел. Јас бидејќи работам со лица со попреченост и она кое што сакам во секоја емисија, со секој кој што е поврзан сега, посебно во декември, кој што работи со лицата со попреченост, сакам родителите да разберат колку е важна играта, колку танцувањето како дел од игра е важно и колку ние можеме да совладаме некои многу, да речам, за некои вообичаени, за типичните вообичаени, но за нетипичните невообичаени работи и животни вештини, колку преку танцот ние можеме тоа многу брзо да го донесеме. Значи, јас сега ќе се навратам, имам искуство со моето дете, со Кан оваа година што се случи, нели, 15 години, малце мешенце, кога одиме на тренинг на пливање, ни вика тренерот, што е со мешево работава, и се гледа себе си, нели, во друга една свесност сега, како одат годините и неговата свесност се менува, и сака да вежба и најдовме еден лик, нели, кој што он го сака, кој што е таков батка, нели, од некоја игра, целиот набилдан. Ја викам, ти сакаш ваков да бидеш? Сакам да бидам ваков. Добро, што правиме? Значи, ние си ставивме за задача дека ќе играме 5 песни, значи по 3 минути, песна која што он ја сака и само таа ако сака. Значи, он 20 минути вежба, значи игра, само игра, танцува, по неколку чекори кои што он ги знае, затоа што сме играле, нели, заедно, да он се загрее, нели, во тие 20 минути телото почне, нели, крвта, и после тоа имаше ајде неколку стомачни, ајде неколку чучњеви, неколку склекови. И он беше толку доследен во тоа, значи имаше и табела, па си правеше секој ден чек, да он ослабе, не знам, 6 кила за 11 недели, 5, нели, храната да ја менуваме, ама толку беше радосен затоа што почнува се со играње. Да, после тоа му беше тешко да вежба затоа што почнавме со 5 склекови, а завршивме со 55, што секоја недела додававме по 5, додававме. Значи во тие 11 недели, ако јас требаше да го стискам, ако јас требаше да му ајде сега ќе правиме, не он тоа го направи сам, затоа што се радуваше на играњето, на танцувањето, затоа што тоа е лесно, нели, ние се забавуваме, нас не е убаво. Така да следното беше само, нели, откако е загреано телото, тоа беше лесно, со леснотија. И нели многу полесно, дури ако се запнеше, ајде со аплауз, ајде, можеш. Така да сакам тоа да го приближиме кон родителите, дека танцувањето секојдневно и дома. Не мора ние да бидеме во некој клуб, би било прекрасно, нели, затоа што и социјалните аспекти ќе се развиваат тука. Другиот простор, салата, нели, дава една друга перцепција за тоа каде си. Да. Дисциплината. Дека треба да станеш, треба да се појавиш, да отидеш, меѓутоа на крајот на се, тоа ти што го велиш, да танцува, да се активни. Да. Затоа што танцот им дава малку повеќе од само ајде излеземе да се прошетаме. Да, друго не е исто. Во ист ги да се шетаме малце се прошеме и да биде таква некоја активност. Од друга страна, нели, твојот авторитет како учител, како нели некој кој што застанува тука и го води часот, мајките може да седат таму ако сакаат надвор, нели? Да, мајки нема на часови кај нас. Јас сум лошата, кај имаме правило во клуб кај нас дека родители забрането е присуство на родители на часовете. И тука родителите на малите деца малку не се сложуваат, но јас им велам вака. Прво, доколку има 20 деца во сала и 20 родители,
не може да направиме атмосфера за работа. Да. Второ, твоето дете секогаш ќе има таа сигурност, мама е тука и нема да си направи чекор напред од своите граници. Чисто не имаме своји граници. И треба да ги померуваме. Нели? Секогаш. За убаво се не збориме, ние зборуваме за нешто убаво, нешто... Да се расте, да се создава подобар простор. Точно, да си створи нови вештини на самопрезентација, на ослободување, на опуштање, да се дружи со другите. И се додека стои таа фигурата која што ти е се во животот, нели, твојот родител, не можеш да се опуштиш за тоа што очекуваш да бидеш прикриен, покриен, згрижен, повлечен тука. Тука ми е сигурноста и тука сум. И така е почна... Многу често. И од друга страна па и нели и самите не беше добра и како така сега ти направи родителите има тоа се не би навлегувала зашто, меѓутоа како родители го имаме тоа да ги поправиме децата и никогаш не внимаваме каде. Ајде сега десна рака, бе рече учителката десна рака, зашто лева? Таа не ти е лева. И знаеш тие добацувања, поготоа кога самото дете стои напред и ти очекуваш дека тука ми е мене, карпата е тука. Тука ми е, ама карпата ме бутка. Да. Пред сите ми вели дека јас десната, јас не знам која е десна рака. Тоа се толку мали работи кои што ние како родители сите грешиме. Значи истите грешки ги правам и јас, моите деца не ги тренирам јас. Ги тренира немале ниту еден час, ниту со мене, ниту со Нермин, баш заради тоа. Затоа што јас треба да сум родителот. Јас треба да сум поддршката која што рече браво, супер, одлично. Многу убаво. Уживаше? Да. Многу ми е драго. Не ти беше убаво, окей, сакаш да разговараме, а не да сум јас таа која што ќе направи на детето добро или лошо, или ќе го искара пред целата група, треба да биде искарано. Не искарано, коригирано, ајде да речеме, сепак таму мора да се коригира. Исто и со лицата со попреченост, кога дојдоа, нели? Јас им реков, првиот час мислам дека дури беа во сала. И ние пуштавме песни, не знаевме што треба да правиме и пуштивме тоа што го правиме најрегулар со сите групи, со сите деца, со типичен развој. Пуштивме музика и сега се загрееме, секој во свое време, секој на свој начин. Ај ке вежбаме кореографија. И пуштаме песна и вежбаме чекори сега, ке вежбаме самба чекори. Вежбаме самба чекори. Што е тешко, за секого е тешко нешто ново да се учи, со мене ми е смешно, учам TikTok со моите деца, нели тоа е сега актуелно, и они некои чекорчиња што сите ги прават, сакаш да те научиме, мама, и сега јас тоа го работам, кажам, ова е лесно. Застануваш и гледаш дека ти треба неколку пати чеке, а сега каде левава, десната, не е лесно, нешто изгледа многу едноставно, ама ти треба да го повежбаш, да го свариш, да го научиш, тие мускули да ги активираш, нели тоа е сепак ново движење. Сега ние ги учиме. Ништо. Доаѓа следниот час, јас разочарана. Кам не знам што ќе правим, викам на мајките, тука мислам дека веќе им реков, пошто почна мене не ми беше убаво да ги коригира децата, своите деца, иако тоа веќе возрастни луѓе имаше. Не ми беше убаво додека јас зборувам некој да дофрла. Внимавајте, ова се случува 2013, тоа е пред 11 години. Значи, тоа беа почетоците каде што јас почнував исто да го пренесувам моето знаење. Да, друго е кога си како дел од нешто, па асистент, па демонстратор, па мито друго кога застануваш, ти си таа фигурата. Значи, никој не може да те спреми на тие почетоци. Почетоците се почетоци, какви се, такви се, убави се, меѓутоа имаат многу мани. Нели, ти искуството те прави тоа што си, а што поискусен, што повеќе грешки правиш, толку си поискусен, сега само се надеваме дека тие грешки нема никогаш да остане па толку голем печат и да ни се памтат, меѓутоа без грешки не стануваш искусен, никој не бил совршен на почеток. Што беа мои почетоци, каде што јас барав начин и механизам како да допрам до било кој, а не до лица со попреченост, со Даунов синдром. Мислам дека имаше и со некои други синдроми на почетокот, но да не кажам ништо па да не сум во право.
Мајките ги Мајките им стави реков, на јас страна. ве молам, значи не можам јас да направам конекција сега со дечкиве. Многу луѓе сме во салава, ве молам ако може, како е двај да чека. Верувам дека е така, искрено кажам. Мислам, секојаш има родители кои што нели сакаат да ајде, да бидам, да видам, да се осигурам дека се е во ред и тоа е се окей. Но мајките се излегува и ние вежбавме, пробувавме овој чекор. Ајде самба не иде. Ајде сега ќе вежбаме. Ај нешто, некоја салса ќе работим. Ај малку бачата. Не. Не, Мислам, ај некоја кореографија ќе пробаме, ај на песна кореографија. Ништо. И седнуваме ја така, полуразочарана, без инспирација веќе, без мотивација. Втор, трет, четврти, нека било частано беше одамна, не се сеќам како точно се... И пуштам музика еден. Ај, викам, сега бирајте песна, која песна ја сакате, сега врете, јас вас да ве запознам, каква музика сакате, што сакате, пошто сватив дека за да можам јас на нив да им предадам нешто, да они прифатат од мене било што, морам јас нив прво да ги запознам. Со родителите сите пробав да разговарам со нив, дали има некој поголем, пошто се случува и инциденти имавме во сала, нели, јас немав авторитет воспоставено и така натаму. Си поразговарав со родителите и влегов, викам, ајде, сега сакам јас вас да ве запознам, не можам јас да ви предавам самба или бачата или салса, доколку вие сакате сосема нешто трето. Па се испостави дека Кико многу сака хип-хоп, дека Оливер сака чочек, дека девојчињата повеќе се на така македонски песни, балади. И им пуштам песна и секој еден по еден, 20 луѓе, значи по 2 минути не им ја пуштав цела песна. Како што стануваат, секој од нив ги игра чекорите кои што ние сме ги вежбале. Сите тие часови само во своја форма и во свој ритам. Меѓутоа чекорите се тие. Десна, лева, па вртењето, па клекни доле, значи сите комбинации кои што ние сме ги вежбале, они ги искористија. Самото тело ги прифатило тие чекори. Значи таа група на мускули кои што треба да се активира за да се изведе еден конкретен чекор, се активирала, затоа имаме и воспалување, нели? Пошто ти одиш, секојдневно се движиш, немаш да речеме јас не се движам, секојдневно се движиш. И ти со самото одење се активираат тие истите, секој ден истите мускули. Доаѓаш на еден час зумба, каде што имаш 2 чекори десно, 2 чекори лево, малку скокаш, малку нели? Значи, и од која се добиваш воспаление после тоа. Добиваш воспаление не дека бил тежок тренингот, или дека било тешко, или ќе се качиш до водно и имаш, затоа што правиш нова активност, нешто ново и во телото се активираат други мускулчиња и тело вика, аха, окей, се буди, телото се буди со танцувањето. И вели, аха, чекај, се ова е нешто ново. А мозокот го прима па потоа тој чекор. И значи нивното тело се разбудило во тие часови, значи не било безцелно сето тоа што го правиме, само им требало време да се го испроцесираат и да го стават што е многу искрено и го користат во нешто што го сакат. Што е оваа песна што ми ја пушташ? Не ми се допаѓа, не ти се допаѓа, не сакам да играм. Меѓутоа кога ќе ти пушти песна која што ја сакаш, музика на која што ја сакаш, мозокот ги спроцесирал веќе, значи тие движења, ги прифатил, ги примил и го користат како во форма на танц, во форма на убаво движење, во форма на убави чекори кои што они ги користат. И сега можам да кажам дека на 3 декември по 10 пат ја одржавме нашата инклузивна танцова представа во Македонскиот народен театар во чест на денот на лицата со попреченост 3 декември и на кој што танцува над 200 танчери од студиото, меѓу кои имаше десетина инклузивни точки. Десетина инклузивни точки. Да, значи они танцуваат заедно, неколку кореографии во текот на годините имаат што ги танцуваат заедно со
дечкиве со типичен развој. Потоа има кореографија каде што играат во пар, машко и женско, пример машко со Даунов синдром, девојче со типичен развој или значи има различни кореографии во текот на целата представа. И ние не ги најавуваме како посебни. И сега ќе биде тај. Не. Што е танцова представа каде што играат танчери, точка. Тука завршува. И тоа е убавината на инклузија, да се навратам тоа, дали родителите треба или не. Убавината на таа инклузија, кога ќе најдеш некое место, кога ќе го однесеш, извадиш твоето дете од дома, дека твоето дете е прифатено и си прави свој свет. Целта е таа, да си направи свој свет, своје обкружување, каде што не ја носиш сета одговорност ти како родител. И сета тежина не спаѓа на твој грб. Туку може да се подели со другите. Може да се подели, самото дете си ја поделува со другите, самото дете си прави едно свое општество, микроопштество, јас сакам да кажам, микросвет. И тој микросвет е најубав, затоа што сами ние си го правиме и си го градиме. Не дозволуваш во тој микросвет некој од страна да те удира. Да, постојат сите системски мани и закони недосредени. Меѓутоа, пак на крајот на денот животот е твој, животот е мој, не можам да очекувам дека некој ќе го направи. Сето ќе излезеш кога ќе најдеш луѓе кои што се истомисленици, кои што имаат иста цел како ти, дали тоа било пливање, дали знам дека има и мечување, за инклузивни групи имаше мечува, пливаат, параолимпијади. Ето, танцувањето, веќе неколку клубови работат инклузивно. Да. Значи, за секое дете, ние како родители си ги познаваме децата. Не иде секое дете на танцување, не иде секое дете на пливање, нели сите ние бираме, пробуваме, што на секој му одговара. Крај крајва имало многу лица со попреченост кои што прошле исто низ клубот, кои што не се пронашле во таа енергија. Нели сите работи, сите коцки треба да се поклопат, да се пронајдеш себе си, да ти е убаво, да ти се погодат другарите, да се погоди тренерот, си да се погоди. Ма добро, тоа е човечки, треба да се погодат и понудата е голема и кога можеш да бираш, тоа е убавината. Веќе стигнато е лицата со попреченост, на вистина е постигнато сега да може и да бираат. Толку да не мора, да не се, да не задолжително се морам тука да бидам. Да. Има избор. Само треба да се побара. Меѓутоа јас би ги мотивирала и родителите самите да побараат. И да побараат. Затоа што овие мајки да не беа, да не беа толку истраени, да не беа толку на нас, тие било кои што сакаме да направиме нешто повеќе, како пример сум јас која што не знаеше како да направи. Најголемите, најважните, најклучните партнери во нашата работа се родителите. Да. Затоа што тие се тие што ги возат, без разлика дали се лица со попреченост или со типичен развој, со атипичен, значи без разлика кој. Тој е родителот кој што го носи, кој што го финансира, кој што го вози, кој што го мотивира да стане. Значи таа мотивацијата, додека да дојдеме до еден стадиум каде што ние можеме сами себе си да се мотивираме, тоа е цела една наука за само мотивирање и детерминација. Значи, меѓутоа, додека се деца, ние сме тие што им го правиме. И се за жал, лицата со попреченост најчесто остануваат во нега и грижа на родителите заради тие нели недостатоци кои што ги имаат развојно и меѓутоа значи да им дадеме шанса, нели? Да. Значи родителите се многу важни, нека побараат, тие родители побараат да останат во клубот. Супер не е во клубот, ке тераме така? Да, ке тераме. Ке тераме. И тераме 11 години. И како терате? Мислам, прекрасно терате во секој случај. Во Скопје, има можност, знам дека има можност, овие сите работи што ги наброја, да речем, ги има веќе во различни аспекти каде можат и лица со попреченост да бидат инклузивно вклучени. Како оди времето, мислам дека се повеќе и повеќе младите и децата и воопшто, веќе и претходните емисии зборував,
колку од типичните деца веќе покажуваат симптоми на нетипични. Дали поради екранизмот, дали поради АДХД, аутистичниот спектар, од не знам, 1 на 10.000, сега сме во една бројка што е многу поразителна, колку многу дечиња има. И самите клубови веќе почнуваат, ми се чини дека да се адаптираат и да почнуваат да се отвараат, затоа што на почетокот ја знам дека ти беше, барем јас, нели, како родител со дете со посебни потреби, знам дека ти беше таа, која што, таму има нешто и толку од прилика. Ние се обидовме на карате, не можеше на карате, затоа што мислеа они дека, не, ние сме работеле со проблематични деца, тогаш беше, нели, со потешкоти, но кога нели дојде аутистично, кој што е сосем на друга планета, накак, ама ние не можеме да се снајдеме, он ништо не слуша. Да, добро, тоа е тоа. Сега мислам дека веќе се отвараат, сите клубови се отвараат, да бидат поинклузивни, да прифатат дека може и поинаку да се однесуваат, не така ригидно, дека само тие групи ќе бидат, така ќе биде и нема ништо мрдање од сето тоа. Оно што, освен тоа што го има, сега во другите градови може би има помалку избор, може би има помалку и не само студија, него воопшто како вакви активности, но тоа не значи дека јас лично сакам да ја дадам оваја, да речам, да го дадам овој поттик кај родителите, не значи дека ако нема танцово студио, дека не треба дома да се танцува. Не треба дома да се игра. Се толку достапно. Да. Значи, короната си донесе, ја спомнам, донесе многу лоши работи. Меѓутоа донесе и добри. Да. Ние научивме како се виртуелно да работиме. Научивме како сите информации многу полесно да стигнат до нас. Научивме како нашите информации да ги пласираме на пошироката јавност. Се направија такви платформи, че дури што не мораш ниту да бидеш дел од некоја група, едноставно е само да пишеш на YouTube, не мораш ни на друга некоја платформа на YouTube. Танц за тоа, што и да те интересира. Ваков тренинг, таков тренинг, вакво вежбање, такво вежбање, па и карате можеш да учиш на YouTube, па се што може да ти текне можеш да научиш на YouTube. Да. Само треба да го пишеш и да си побараш што тебе ти одговара. И ета, пушти го дома. Да, го имаме во предвид дека танцувањето е алатка. Сега посебно со нашите деца. Еве да речам нетипичните, иако истото важи и за типичните скроз. Танцувањето за мене е една прекрасна алатка. Значи движење, нели ние може да вежбаме и фитнес, да отидеме во сала, ама јас лично за мене се тие движење со радост. Затоа што кога ќе ги споиш движењето и радоста, имаш сосема друг аспект. Значи мозокот сосема поинаку функционира. Јас лично сакам секој ден да се внесе тоа, како, не знам, ако сам си го местиш креветот и ако се миеш заби и се, треба да изиграш 3 песни за да тргне денот. За мене тоа е некако нешто што може да се вклучи, со оглед на тоа колку и нетипичните се заседени многу често поради фактот што немаат социјални, нели, и капацитети да имаат, нели, поголем социјален живот. Родителите веќе изморени од, нели, мора да бидеме негдека, па имало осуда, па веќе преку глава, ние некако се остануваат дома, физичкото здравје, менталното здравје секако страда. Ова може да биде една од работите кои што можеме дома да ја направиме, да ја внесеме секојдневно и да прави убави работи и за семејството, и за детето, и за, нели, целото семејство воопшто. Тоа секој може да го направи, тоа стварно не е ништо ниту тешко, ниту захтевно и сите ќе имаат бенефит, верувам. Да, треба да го разберат, само да не го исклучуваат како нешто што играње тоа. Не е само играње, тоа е фантастичен начин да самите деца пред да почнат да одат, не почнуваат да танцуваат. Затоа што им треба таа стимулација. На мозокот и на телото му треба таа стимулација, тоа опуштање, тоа изразување што го кажавме веќе претходно. И сега сме дојдени, мислам дека самиот свет е дојден се толку многу. Многу информации, многу различни работи. Мислам дека сме во некој пик на еволуцијата
на човекот, нели, во тие... На технолошкиот развој, да, а на човечкиот развој надоле, според мене. Ке видиме, не знам, ќе се види тек со годините, верувам дека секој чекор, секоја етапа животна, некој ја сметал као лоша или добра, ќе видиме каде ќе оди. Меѓутоа сметам дека сме дојдени до некој пик. Технологијата колку е лоша за некој, јас би рекла дека е многу добра, затоа што повторно, меѓутоа дојдени сме каде што имаме многу информации и мозокот е до тој капацитет каде што може толку информации да прими. Меѓутоа сметам дека од тука ќе се развијат капацитетите на луѓето, да примаат повеќе информации, не само да примаат, него да ги филтрираат тие информации и со тоа ќе се избришат некои непотребни, да речеме, информации кои што ги носиме ние од времето, во подсвеста од нашите прадедовци, нели, подсвеста е тоа нешто што ти се пренесува генерацијски. Меѓутоа тие некои кодови информации остануваат од време. И сега како што ти го полниш мозокот со информации, како што ти е достапно се, сакаш, неќеш, ке мораш да бришеш за да правиш место. Место као дома, плакарот го полниш и сваќаш дека некој джемпер што го имаш 20 години, не го носиш, не изгледа добро, не ти треба, сентиментално си врзан, меѓутоа само ти едноставно немаш место за него во твојот живот затоа што не ти треба. И одлучуваш да се ослободиш од него. Исто сметам дека ќе дојдеме до тој момент и сите овие потешкоти кои што многу гледам напредок, јас од моето лично искуство од пред 11 години до сега, има огромен напредок во инклузија на лицата со попреченост во секојдневието, во општеството, во различни активности. Сега системски се уште не е решено, меѓутоа гледам дека постојат на многу програми кои што сега се развиваат за почнувајќи од 2026 до 2030. Нели, има многу програми и владини програми кои што и самите, нели, тие системи не знаат како да дојдат, не знаат како да одговарат на таа побарувачка. Затоа што навистина има многу лица со попреченост. Почнуваат попреченост. Поинаквости. Меѓутоа, ќе дојдеме до момент, ако ние го сватиме тоа дека е тоа нормата, дека е тоа нормалното, дека тоа е така, на сите ќе им биде полесно. Дефинитивно, на сите ќе им улесни. И меѓутоа, се додека ние сме во Грчи, додека не прифатиме да го фрлиме джемперов, старото мислење дека тоа е така, се до тогаш ќе биде... Меѓутоа, тука сме на пикот. Сметам дека стварно на пикот, гледам се повеќе и повеќе луѓе кои што се ослободуваат од таа бариера која што самите на себе си ја ставиле. Ова е така. Не чини затоа што е... Значи, не зборуваме само ние тука за лица со попреченост, зборуваме за расизам, зборуваме за различни вери, нации, политика, секакви аспекти на нашите убедувања и нашите лични верувања, со кои што сметаш дека ако јас мислам така, меѓутоа тоа ниво е до 7 годишна возраст, значи деца на 3-4 години, кога ќе му речеш трни се од телевизорот, не те разбира зашто треба да се трне од телевизор, затоа што мисли ако јас гледам во ова, сите гледаат исто како јас што гледам. Или кога ќе дојде да ти покаже, видиш што нацртав, а не ти го врти цртежот. Затоа што детето развојно смета дека јас тоа што го гледам, го гледаш и ти. И тоа се трнеме, ние не сме деца, ние сме возрастни. Значи треба малку поразлично да се гледа на тоа. Значи, немаш тоа јас што го гледам да е норма и за тебе, и за третиот, и за четвртиот. Точно. Тоа е моја норма, лична, персонална. И така само сите ќе бидат посреќени, многу посреќни. Многу зборувам за среќа. Но ми е важно, најважно во животот е да сме среќни. Јас и моето семејство и луѓето околу мене. Значи, ќе можеш да бидеш среќен само доколку си дозволиш да немаш бариери, што ти смета, кој што прави и како прави. Ако можеш да помогнеш, помогни. Ако не можеш, не одмагай. Живеј си го твојот живот. Еден е. Вреден е за живење, нели?
Да, ова се точки по кои што сите некаде во животот ќе се најдеме, ќе се прашаме колку е вреден и зашто си го трошам времето, дали да мислам на тоа што вестите ми пласираат и дека ќе се нервирам со сето тоа, наместо да се сконцентрираме нели во тоа што можам јас да направам сега во моментов, нели и системот е таков и околината е таква каква што е, ама јас денеска можам да направам нешто. Малку можам да влијам за подобро на себе, на семејството и барем на 20 тројца околу мене, ако помогнам, тогаш е прекрасно и екстра. Пикот. И овие подкасти и сите емисии, тука е пикот. Тука веќе се распрснуваме, јас мислам, после ова ќе се распрснеме сите да си го живееме својот. Тоа што јас не гледам телевизија, дома кај нас телевизор, баш заради тие вести кои што пласирано е се. Не е таргетирано за мене. Меѓутоа, подкастите се таргетирани за лицата. Тоа е мојот интерес. Океј, овој подкаст или оваа емисија или оваа платформа ми дава нешто кој што е мој интерес, нешто што мене ми треба таргетирано за мене. И тоа ќе си го следам. Додека тоа што го гледам на телевизија има се. Мене не ме интересира ништо од тоа, не сакам да биде пласирано во мојот дом и во моето семејство и го прекинуваш. Сато и велам, така мислам дека сме презаситани едноставно, со многу информации и ќе почнеме да ги селектираме. Важно е да знаат луѓето. Ние можеби што сме повеќе поврзани. Не велам затоа што овде и типични родители го слушаат ова и сакам да го слушаат и многу повеќе типични отколку нетипични. Ама типичните прават простор за нетипичните да се изразат. Да не им направат да имаат потешкотија и таму кај што ја немаат. Родени со потешкотија се. Значи тоа дете се родило со потешкотија. Од X причини визави. Можеби така требало, можеби тоа не знам кои се причини. Така требало да биде. Така требало да биде и се родил. И се има потешкотија од старт од раѓање, која сум јас да додавам на некој потешкотија, да направам додатно, да му правам потешко од тоа што му е. Треба да се бори сам со себе си, и тој родител, за родителите сигурно не можам ни да замислам како е. Се уште со мене треба да се бори. Нели? Да. Тоа е малку... Да, ама ние сите заглавени во својот универзум и во својот свет каде што секој се бори со своите работи внатре. Малце... бори се со твоето, остаги другите си го живеат животот, не им сметај. Малце, знаеш, емпатијата или ставањето себе си во туѓите кондури, се додека не ти се случило во животот, не можеш да го искусиш, нели некој да ти кажеше пред 13 години дека ти имаш ваква група која што секој одење негде кај ќе добива награди, златни медали. Ти ќе му речеше, молим? Не знам баш за тоа. Можеби некаде внатре имало желба, но искуствено, значи сето она што го помина ти, сега можеш да само да дадеш добри насоки на некои други. Но ако не го поминеше, не можеше да знаеш дека така да вистина и дека тука треба и своето поле да го расшириш толку многу, скроз да го расшириш, да можеш сите да ги прифатиш. Сите со сите своји карактеристики, родители, мајки, со години, системски да се обидуваш да ги внесеш. Ама Ира, тоа е многу убаво тоа прифаќање. Ама е прифаќањето убаво. Прифаќањето убаво е за тебе лично. Знам дека е. И за другите околу. Но луѓето се во страв. Повеќето од луѓето се во страв дека се што е поинакво може да ги повреди. Мислам и типичните сега, јас како нетипичен родител, нели? Сите оние погледи на лулашки. Дека кој ќе го погледнат мој дете кој само е поинакво, значи не е нити агресивно, нити ништо. Она го разбираш дека јас не знам што е, не знам како да се однесувам. Мајки со таква загриженост, ама јас стварно не знам. Ова го снимаме. Ова ќе иде. Да, го снимаме. Јас мислев дека правиме пауза, се извинувам за мојата неофицијалност. Сето ќе оди без грижа, значи идејата е да бидеме слободни тука. Идејата е да го имаме овој разговор што го имаме на кафе. Кога ќе седнеме или ќе се видиме на некој настан после нешто, а секогаш истово се провлекува како информација, нетипичните... Тоа е затоа што не се запознаени.
Моето искуство е следно. Ја спомнав инклузивната танцова представа. Тоа се децата во клубот што поминуваат. Имале прилика да се запознаат со атипичните лица. Во почетоците пред 11 години имаше родители кои што отпишаа своји деца затоа што им пречат, што ќе се заразат, ќе се разболат, се плашат да бидат Тоа беше се затоа што не знаеа. Тоа е од неинформираност. Од ништо друго, само од неинформираност. Не се сменија, Бог знае колку работи сега во овие 11 години, небо и земја не се спој. Зашто сме дојдени тука? Зашто има напред? Затоа што постојат луѓе кои што се информатори, кои што информираат други луѓе. А информацијата е многу лесна, ти само треба некогаш да прочиташ нешто и толку е. Ама треба да дојде таа информација до тебе. Нашите деца, значи, јас имав потешкотија на моите деца да им објаснам и тука сватив дека децата се само огледало на родителите. Па знаеш, и другата инклузивната група ќе иде со нас, и дечките со даун ќе играат со нас, и другите ќе дојдат со нас, и јас со нив заедно. Викам, мама, зашто бе секогаш така им викаш ти другите? А што се вика они поразлични од нас? Каква е таа група? И сваќаш дека до тебе, до тие некои норми што ти се ставени со самото образование, со самото растење, со сите искуства, со сето тоа што општеството го налага како нормално, да речеме, нели? Нормативи. Не сакајќи ќе ги поделиш и не сакајќи ќе ги држиш на страна во никаква форма да ги заштитиш или па да заштитиш она што мене ми се случуваше, јас не сакајќи го заштитував светот од моето дете. Точно. Значи кога он ќе отиде и неадекватно можеби ќе се не трни се таму, трни се. Така знаете моето дете има, така родителите пристапуваат. Како ќе знае светот како изгледа аутизам ако ти не го пуштиш да они да го видат? Точно. Сега не зборам дека он треба да бесне или нешто, нели, секако дека имам рамки во нормалност, нели, што е она, но неговото те сакам на возачот на автобуси за станување и гледање во дугмињата. Колку пати, нели, ќе го тернам, не е тука, мама, да не правиш ова. Да еднаш возачеш, не бе оставил нека гледа. Што има врска? Си викам, зашто јас го спасував светот од моето дете? Оно подсвесно ти како родител знаеш, си ја намалуваш работата и си велиш, знаеш, ако некој се изреагира неубаво, ќе му создаде траума, па дај ја да го тргнам, нели, да не се случи тоа, ама тука е таа дискрепанца каде што ние можеме да направиме разлика. Каде што ние правиме разлика, нели, зборуваме за ова. Пред 7-8 години кога зборував за ова автобусов и дека ја го тргав, јас плачев на тој разговор. Че кога ќе го раскажував, јас плачев. Со солзи, затоа што мене ми беше се уште тешко сето тоа. Нели, ја уште не се чувствував дека можам да го ја самата да го абсорбирам светот и да бидам инклузивна кон сите, дури и кон оние кои што не може да го разберат моето дете или мене и се однесуваат и грдо, ама тоа е нивниот капацитет. Ама сега ја веќе и тоа можам да го абсорбирам и можам да го ставам во моето поле. Дека има луѓе кои што се неинклузивни од XY причини, од своји уверувања наназад, нели, скрајада и така натаму, тие некои моменти. Сега веќе мене ми е лесно затоа што јас веќе и тоа и тие ги прифаќам. Дури и тие ги прифаќам. И нема инклузивно. Има инклузивно колку што е инклузивно, колку што сум јас инклузивна. Колку што моето дете ќе види дека јас сум инклузивна и тоа ќе прави работи кои што се инклузивни. И затоа почнува, нели? Родителот, детето, едукаторот, затоа сте тој триаголник кој што јас многу го сакам и на кој што треба да се држиме. Тоа се најдобрите партнери. Да. Најклучните партнери во целата приказна се родителите. Така. Да може цел тој круг да функционира и да тече. Затоа што едукатори. Да, точно. Ние не едуцираме само танчирите, ние ги едуцираме и цели семејства, ние едуцираме кога ќе дојдат баба, дедо, цел театар кој што бил таму. Сите се едуцираат. Точно. Сите гледат, сите доаѓаат до таа информација дека нешто се случува, дека нешто има. Ова се танчери, да речеме, со европски, светски титули. Па јас не сум ни европски, ни светски првак.
ретко познавам луѓе што се европски светски прваци. Тука се кај мене, кажи. Не, они достигнале да се европски светски прваци, тоа години поред да ја задржуваат и да ја бранат таа титула. Они се поддржани од министерства, од влада, од компании. Кој може сега да излезе и да рече јас имам тоа и тоа, сите тие награди што било кој од таа група, еден танчар да го земеш од таа група, што ги има сите тие достигнувања, бројни награди, плакети, признанија за угледни граѓани и танчери и спортисти во државата. Кој еден може да излезе сега? Еве предизвикувам, нека да кажат, кој еден може да каже дека има толку постигнувања колку што имаат еве оваа група на танчери? Да. Или еден танчер од таа група? Никој. Никој во државава нема толку. И сега ние ќе ни биде жал за нив? Не, на нив треба за нас да им биде жал. Да. Затоа што ние нема да ја доживееме таа гордост, таа среќа, таа радост. Они толку тоа со скромност и со искреност си го прифаќаат. И си го тераат животот како норматив да си успешен. И затоа родителите треба да прават за своите деца, за атипичните деца, да ги извадат надвор. Ние имаме придобивки од нив. Зашто тоа они на нас не пречат? Не, ние на атипичните им пречиме. Им пречиме во нивниот свет, во нивните да постигнат, да си го постигнат својот максимум. Затоа што на нас никој не ни пречи да го Мене никој не ме спречува, освен самата себе си, да си го постигнам мојот максимум. Сега, ако си поставам цел, единствената пречка сум си самата јас. Никој друг. Дали јас ќе бидам доволно мотивирана, дали јас доволно време, доволно ресурси. Меѓутоа јас сум таа која што како возрастна особа. А што да речеме за еден човек атипичен на 30 години, 36 еве како мене? Кој му е пречката? Сите освен тој самиот. Да. Значи неговата природа е таква каква што е. Така? Да. Таа е природата. Максимумите му се тие. Не може да ги постигне. Не може да ги постигне еден мој дечко со танчер со Даунов синдром, кој што сака да биде шанкер во животот. На него целта му е шанкер да биде во животот. Не може да биде. Заштото што никој не го вработува. Да. Значи, не е дека он не зна, најдоброто кафе го прави. Најдобро служи. Значи, имал прилики некои проекти. И тоа не може да си го постигне својот максимум. Не може друга да постигне максимум да биде пејачка. Зашто? Да. Затоа што никој не е дал прилика да биде пејачка. Значи, заради нас не може некој... Значи, јас утре да се чувствувам одговорна, треба утре да легнам еден ден и да си го размислам цел живот да ми помине кроз очи и да размислам што јас направив. Како треба да легне некој да спие, размислувајќи дека бил пречка некој да се изреализира себе си и да си го постигне својот максимум. А се што треба да правиш, само да не пречиш. Ништо не треба да направи, никој. Ништо не се бара од тебе. Никој не бара од тебе направи ова. Не, само тргни се. Да, ако не можеш да помогнеш, не треба ни да помогнеш, само треба да си другар. Сите ние си ги бираме пријателите, сите ние бираме со кој. Идеме на игралиште, моите деца играат со децата што се таму. Некојаш некои деца им одговараат, некои деца не им одговараат, нека биде така да се бира. А не со ова дете сега играј, не знам затоа што имало такви патики, ама со ова не играј пошто види малку... Што знам малце така? Малце така нешто... Можда аутизам има. Да. Ама не ли? Да, скроз се согласувам. И кога би се прашувале ние сите пред спиење, дали денес пречев или денеска направив нешто добро, мислам дека светов ќе имаше многу поинаква боја. Дефинитивно. Ајде да дадеме предизвиките, да направиме. Секој од нас да си даде предизвик да направи нешто убаво месецов пред крај на годината. Да, сега перфектно време сите нешто правиме. Нешто, а да не е материјално.
Затоа што ни стана многу лесно да правиме материјални. Супер, Купи знаеш, пакетчиња. Не купи пакетчиња, прати една порака, SMS и после пратив. Убаво е кога се споделува информацијата, затоа што со тоа ги мотивираш и другите. Океј, јас пратив порака. Митоа да не е тоа бегање од одговорноста. Едно испраќање на порака, да бидеме хумани. Секогаш да праќаме пораки, затоа што без нас многу работи не функционира. Значи секаде сме потребни. Со многу малку може многу да направиме. Цели животи да спасиме или да промениме. Меѓутоа да направиме нешто не пакетче, не материјално. Научени сме се, ќе купаме мали дела на љубезност. Ljubезност, ама љубезноста која што доаѓа таму каде што е потребно во моментов. Да не нешто што го искрено планираме или нешто што сега ми се случи пред да дојдам наваму во автобус, девојче што седеше до мене. Значи јас тргнав да станам да си одам, она господјо ми даде мокро марамче, само ми покажа на мојата јакна дека сум се испрљала. Веќе марамчето подготвено мокро, ја вака ја гледам. Вау, викам, денот ми го направи прекрасен. Да. Значи она веќе се грижа за дека јас испрљана кој што не сум се не видела. Вакви малечки убави работи. Нешто убаво. Нека е мало, нека не вела, значи да не се сватиме погрешно. Нека и големо. Материјално кој може секогаш. Да, значи секогаш. Да сме хумани, да сме добри, да помагаме каде што можеме. На блиски, на далечни, на познати, непознати, каде што тебе твојот инстинкт ке ти каже тука сум потребен. Не можеш на сите повици да одговориш, меѓутоа има еден момент кога скролаш, нели тука може. Те застанува нешто, твојот инстинкт ти прави еден мал стоп. Тука застани. Не размислувај многу, ама чекај зашто баш тука застанав. Направи го. Дај да бидеме убаво е чувството кога правиш убави работи. Кога правиш лоши работи, се чувствуваш лошо, значи просто е како 2+2. Да. Како малите деца што ги учиме. Прави убаво за да се враќа убаво. Прави лошо да се враќа лошо. Значи на нас ке ни помогне, ама толкова се брзо, збрзано што се забораваме. Мора да застанеме и да застанеме и да се прашаме и да се свртиме околу себе. Наце се свртиме околу себе и внатре во себе. Сега, една минутка, може и помалку, може и повеќе ако сакаш, значи прескакува те прашам, затоа што на сите гости сакам да им дадам една минутка. Што нешто убаво се случува, значи не мора да биде во денсерс, може би и да биде во денсерс, значи не е битно нешто што е добра идеја или нешто што сакаш да го споделиш со луѓето, ама во однос на тоа што ти се случува тебе во животот. Што мене ми се случува во живот. Сега сум во некој стадиум, чекам да заврши годината. Ова беше една од понапорните, поактивните години, мислам, во мојот живот, со сите 3 деца. Чекам да дојде нова година. Овие 10 дена имам закажани многу прослави, многу патувања со сите луѓе што ги сакам. И целта во следната година ми е да посветувам многу повеќе време на луѓето кои што ги сакам, да им покажам дека ги сакам, да им кажам, да им докажам дури, затоа што оваа година беше многу убава и многу успешна, но сватев дека многу луѓе не бев присутна за нив. Сакам следната година, како некоја рефлексија на што посакувам за себе си, што ми се моите цели, и да бидам поприсутна и да бидам тука за луѓето околу мене, за моите танчари, за мојот клуб, за моето семејство, за моите родители, и да пробам да го споделам тоа ја што го чувствувам, тоа што го зборуваме тука, да се сподели на едно малку повисоко ниво, на повеќе луѓе и да правиме убави нешто. Значи, многу сум горда на луѓето што ме обкружуваат, многу сум горда на луѓето кои што сум ги довела до тука, луѓето кои што сум ги родила пред се. Сум родила многу прекрасни луѓе. Се надеваме дека ќе станат уште попрекрасни. Да, меѓутоа сум ментор на многу деца, се чувствувам многу горда затоа што сум ментор на многу деца.
и тие деца се сега возрастни луѓе кои што прават убави дела и се надам дека таа приказна ќе продолжи. Као што рече, пред 11 години ја не знаев кај ќе стигнеме, не знаев што све ќе се направи. Меѓутоа кога гледам назад, гледам дека во овие 11 години се изградија личности. Се изградивме сите, се изградив јас. Се подобруваме. Створена една платформа каде што луѓето се подобруваат и луѓето напредуваат и се надевам дека така ќе продолжи. Сакам се повеќе луѓе да има кои што сакаат да прават убави нешта. Сакаат да го споделуваат убавото со другите и тоа што го знаат, затоа што сите ние имаме многу јаки страни. И некојаш и тоа кое што ти мислиш дека е секојдневие, тоа е твојата сила и буквално твоето секојдневие што тебе ти е монотонија, е твојата сила. Затоа што е таква рутина станато, што ако ја искористиш за да ја споделиш, таа е твојата сила. Баба Славка со најубавите сарми. Затоа што она цел живот тоа го правела и она тоа го споделувала. Значи тоа што тебе ти е монотонија го правиш едвај, кога почнеш да го споделуваш со другите луѓе, тогаш станува твоја сила и твој двигател и твоја мотивација. Затоа што тоа што го знаеш најдобро треба да го споделиш. Да, и тогаш ќе добиваш. Кога даваш, добиваш. Да, неколку пати го повторив тоа. Не знам дали 1 минута, има многу да зборувам. Ќе завршам тука. Ми беше многу убаво. Целиот разговор ќе оди за тоа што беше преубав. Знам дека си дојдена тука да го споделиш најубавото од тебе. Се надевам дека пак ќе имаме можност некогаш не дека ќе имаме, сакам да имаме пак можности за некои поконкретни работи, нели во врска со убавите нешто околу танцувањето. Твоето искуство е многу вредно за да се расчепка и на помали парчиња и да се зборува за тоа многу подетално. Ама за оваа година ќе си испратиме со едно убаво, прекрасно да си поминеш за нова година и до крајот на годината и следната година да уживаш уште повеќе во тоа што сакаш да уживаш. Ти благодарам, Злато. Благодарам и тебе, Ирен, на поканата. Јас стварно се надам дека ова ќе продолжи, ќе стане една традиција. Овој твој подкаст, епизодите што ги гледав се супер, се генерални, али мислам дека мора од тука да се почне и тука сме. Ќе влегуваме и во ситници, и во детали, ама се надам дека ќе се дојде и до тоа, да се влезе и во деталите, како точно и конкретно на една дадена ситуација да се делува. Сега по-генерално? Да бидам искрена, јас, мене ми е многу повеќе целта да влеземе во деталите кои што може да го подобрат живењето, но сега и да си дадам јас малце простор да не влезам во овие води и да... Како увертира и како информација да стигне до луѓето, тоа што се случува, како функционира, гледиштата на работите, како и пример танцот може да влијае, се надам дека доловивме, како танцот може да влијае на сите деца, на атипични и типични. И се надам дека со секоја тема само така ќе продолжиш да правиш убави и инспиративни работи. Благодарам, Злато моја. Се гледаме следниот пат. Чао.